Во оваа епизода на Агенда 35 анализираме кои се клучните економски предизвици со кои ќе се соочи новата власт, но донесуваме и одредени предлози како државата може да оствари повисок економски раст. Исто така, го анализираме и пазарот на недвижности во земјава. Како ќе се движат цените на становите во следниот период? Дали го достигнаа својот плафон или следува можеби и уште поголемо поскапување? Но како и зашто се расположени инвеститорите да инвестираат? Сето ова ќе го гледате во минутите што следуваат. Новите власти што ќе треба да ја предводат државата следните 4 години ќе се соочат со старите, но тешки предизвици за реформирање на економијата, ако сакаат да испорачаат повисоки стапки на раст. Впрочем, последните 15 години економијата ни растела само по 1,9% годишно. И со тоа македонскиот бруто домашен производ по жител од 7690 евра денес е само петтина од европскиот просек. За да го постигнеме побрзо европскиот животен стандард, потребно е забрзување на растот над 5%, колку што и доликува на земја во развој. За потребните реформи во таа насока, експертско мислење побаравме од универзитетскиот професор Владимир Филиповски. За да се постигнат повисоки стапки на економски раст, потребно е да се развојните политики на државата да се фокусираат на клучните извори на економскиот раст. Клучните извори се инвестирање во физички капитал, инвестирање во човечки капитал и инвестирање во технолошки напредок и иновации. Всушност, она што ние практично досега го имаме е недоволност на инвестициите и она што би рекол не толку во квантитет, многу повеќе во квалитетот. Например, човечкиот капитал. Ние имаме некоја опфатност, например, на младите во основно средно образование и така натаму, што е добра бројка. Меѓутоа, квалитетот на знаењата кои што тие ги добиваат е проблематичен. И еве имаме еден показател кој што вели еден 18 годишник во Македонија во просек поминува 11 години во школување. Меѓутоа, ако се процени квалитетот на знаењето, тоа е како да бил 7,4 години на школување. И од тука гледате дека всушност инвестирање посебно во човечкиот капитал е многу значајно. Тоа значи подобрување на ефикасноста на образовниот систем, но исто така и подобрување на перспективите на оние кои што инвестираат во свој човечки капитал. Да не заборавиме дека инвестицијата во човечки капитал е индивидуална одлука на секој поединец. Дали ќе инвестира во дополнително образование и знание. Ако тој очекува дека ќе има висок принос на својата инвестиција, тој тоа ќе го направи. Но ако очекува дека нема да има валоризација на неговата инвестиција, ќе ја одложи таа инвестиција. Професорот Филиповски вели дека повеќе индикатори според кои се оценуваат условите за водење бизнис не покажуваат напредок во земјава, а главно останува збор за фактори од неекономска природа, но кои директно влијаат на донесувањето одлуки за инвестирање. Индикаторите, за жал, за македонската економија покажуваат дека има недоволен квалитет на институционалното окружување во кое што действуваат економските субјекти, она што ние колоквијално го нарекуваме бизнес клима, инвестициска клима и така натаму. И сега што е тука? Суштината е практично дека за да се подобри бизнес климата, потребно е да неколку елементи да бидат посебно акцентирани. Тоа е прво владењето на правото. Владењето на правото, спроведување на законите на непристрасен начин, на ефикасен начин, понатаму транспарентноста и отчетноста на институциите кои регулираат одредени сегменти од економскиот систем. И тоа би било практично нешто што на крајот на денот би довело до предвидливост на инвестициите во приватниот сектор од страна на приватните инвеститори. Тоа е најважното, предвидливост и правна сигурност на инвестирањето на приватните економски субјекти. Бидејќи во крајна линија во пазарната економија, растот треба да биде генериран од
приватни компании кои што действуваат на пазари, но кои што имаат израмнето поле на надпревар. Значи не селективност, едни да бидат фаворизирани, а други не, туку сите да се наоѓаат на едно рамно поле и да почнуваат од иста точка, од исти старт, па оној кој што ќе биде економски поуспешен, поефикасен, ќе оствари повисоки економски резултати, повисоки приноси и повисоки профити во крајна линија. Зборувајќи за потребата од фискална консолидација, односно намалување на задолжувањата на државата, Филиповски потсетува дека приоритет е народните пари да се трошат попродуктивно, зашто ефектот врз економијата е докажан и теоретски. И јавната инфраструктура е нешто што е многу важно, дури и за долгорочниот економски раст. Значи не само за да речеме не да го гледаме само како тековни расходи кои што треба буџетот во одредена година да ги покрие, туку какви се ефектите на подолг рок и какво е менаџирањето со тие. Бидејќи тука постои простор за подобрување. Јавните инвестиции, ево да речеме, транспортната инфраструктура, енергетската инфраструктура. Значи, инфраструктурата која што креира услови за проток на добри услуги, проток на трудот и капиталот. Значи, тоа е она што и тоа е веќе потврдено, да речем, со анализите во економијата, дека инвестициите во инфраструктурата се оние кои што создаваат предуслови за брз економски раст. Но освен трошењата, професорот Филиповски вели дека развојот на економијата ќе наметне потреба да се прилагоди и даночната политика, за да се соберат и повеќе приходи во државната каса. Практично ќе треба да се размислува веќе и за некоја нова модернизирана даночна структура, да речем. Бидејќи досега кај нас најчесто дебатите беа во насока рамен наспроти прогресивен данок на доход и така натаму, но глобалните тенденции и она што го носат промените, например, со воведување на дигитализација, одговорот кон климатските промени, сега наметнува и други форми на оданочување, како што е дигиталниот данок, како што е јаглеродниот данок, и сето тоа сега треба да се стави во контекст на она што го велиме приходната страна и самата структура на даноците, како тие влијаат врз мотивацијата на економските субјекти за инвестирање, за работа, за остварување доход и така натаму. Бидејќи тоа е најважниот аспект на даночниот систем генерално. Но во меѓувреме, од новиот мандатар дојде најава за позајмување на 1 милијарда евра преку билатерален договор со друга земја, без какви било други детали. Економистите се согласни дека овој концепт на позајмување пари вклучува и ризици. Од аспект на овие најави, ние сега немаме доволно подетални информации за да би можеле да оцениме за опортуноста или она што би биле можните ефекти. Меѓутоа, она што можеме на генерално ниво како принцип да го кажеме е дека за разлика од позајмување од мултилатералните институции како што се Меѓународниот монетарен фонд, Светската банка, земање кредити од друга држава, поединечна држава, генерално за да го оцениме опортунитетот на таквото задолжување, ќе треба да, например, да го имаме онај главни принцип дека кога државите позајмуваат, присутни се и комерцијални интереси, како што е финансискиот поврат на инвестицијата, како кредит или слично, но и некои други пошироки цели кои што ги имаат државите, политичко-економски интереси, цели и така натаму. Така што во таа смисла, вие знаете дека договорите за позајмување од Меѓународниот монетарен фонд се со одредени услови за реформи во различни сегменти од економскиот систем. Сега, прашање е, немаме доволно информации, кои се сите услови на ваквото потенцијално задолжување на македонската држава, во смисла дека тука не е само каматната стапка, не е само трошокот на долгот во финансиски термини, туку е и
дали и кои се другите некои услови што евентуално би биле вклучени во таквите договори. Според најновите проценки за економијата годинава кои што ги објави Народната банка, растот ќе се движи околу 2,6%, што е на иста линија како и прогнозите на меѓународните финансиски институции. Се уште се присутни ризици поврзани со геополитичката неизвестност, но токму поради тоа, професорот Филиповски потсетува земјата да инвестира во поголема собствена независност. Македонија, како и сите други земји, ќе треба сега да инвестира во отпорност, градење на отпорност кон таков тип на големи геополитички и геоекономски ризици. Например, тука е, да речеме, сега се повеќе безбедноста во обезбедување на енергија и храна. Целиот систем и структурата на економијата сега се менува во таа насока. Исто така кибер безбедноста во рамките на информацијскиот систем е исто така важна. Сето тоа бара и одредени инвестиции за да државата или економијата се направи резистентна, отпорна на таков вид на шокови, да може полесно да ги абсорбира. Сепак, Македонија, која се декларира како земјоделска земја, денес е увозно зависна од храна, со што целосно е дискутабилна политиката на субвенционирање на овој сектор. Само лани сме увезле прехранбени и земјоделски производи во вредност од 1,1 милиарди евра, а тоа е повеќе од 100% над увозот по иста основа во 2010 година, кога изнесувал нешто помалку од половина милијарда евра. Но во енергетскиот сектор, трендот на зголемено инвестирање, особено во обновливи извори на енергија, веќе дава резултати и е позитивен пример. Лани, нету увозот на струја бил само 2,7% од целата потрошувачка, што е значително подобрување на енергетскиот биланс од годината претходно, кога увозот покривал над 20% од потребите. Цените на становите во Скопје континуирано растат, а најавите се дека растечкиот тренд ќе продолжи и во следниот период. Според податоците на Народната банка, во првиот квартал годинава, квадратот поскапел за 4,7% на годишно ниво. Инвеститорите овој тренд го објаснуваат со поскапеното градежно земјиште, поскапените градежни материјали и енергенси, како и скапата работна сила која се помалку ја има. Војната во Украина предизвика голема инфлација и невиден раст на платите. Ако порано плочки се ределе за 5 евра, сега цената е 20 евра по метар квадратен, а дневницата на квалификуван градежен работник порасна од 1200 на околу 3000 денари. Профитабилноста, велат градежниците, денес е многу помала и сето тоа влијае цените на становите да растат како и секаде во светот. Згоре на тоа, побарувачката за станови во Скопје не спласнува. Порастот на цените се случи во некои периоди за време на ковидот и после тоа таа тенденција е во пораст. Реално дојде до дисбаланс сериозен на пазарот на градежен материјал и се тоа што го спомнавте, тоа е така. Дојде до некое покачување на градежниот материјал, меѓутоа таа тенденција на раст на градежните материјали не знам колку интензивен сега во овој период и цените влијаат воедно не само од тоа, него и од висината на локациите за градба. Цените пораст точно дека еден синџир кој што е побрзан. Меѓутоа, во сето тоа има и некои индивидуални фактори и менаџирање на пазарите, тргнувајќи од собствениците на земјата, од некои други евалуации кои што тие ги прават во консултација со нивни консултанти, банки и така натаму. И повеќе фактори се вплеткани за да добиеме една цена на тоа што се вика пазар на недвижен имот. Високи се цените на земјиштата, високи се градежните материјали, во пораст се. Комуналиите нормално имаат тенденција да растат согласно стандардите на живеењето, така да повеќе фактори делуваат за пораст на цената. Растат и каматите на банките. Гледам во некои бизнеси и кај некои инвеститори тоа има една голема функција, влијае на цената, така да сметам дека заради тоа сето ова се случува. Мислам дека порастот на цените ќе биде тука некаде, нема да се случи можеби за наредните 2-3 години некоја посериозна промена, меѓутоа сметам дека добро се позициониравме и како се високи цени во централна зона, во тие населби околу центарот, скоро секаде се покачени цените.
Инвеститорите присутни на втората конференција за комерцијални недвижности се пожалија и на неажурноста на општините во поглед на брзината на издавање градежни дозволи, но и немањето на слух дека ширењето на населбите треба да биде проследено со соодветна инфраструктура, патишта, училишта, градинки, паркови и места за релаксација и спорт. Правилата ги поставуваат локалните власти. Тие го планираат урбаниот простор, но инвеститорите апелираат на потребна регулација во овој сегмент, правилно планирање и координација со инвеститорите. Секогаш бил пазарот проблематичен во смисол на поврзување на сите сегменти кои што се потребни до добивање на одобрение за градење, до почетокот на изведбата. Меѓутоа, според мене, квалитетен си онолку колку што ќе успееш да ги споиш сите тие аспекти и да направиш еден квалитетен објект со сериозно здрава конструкција и архитектура и функција и при тоа да успееш да изменаџираш цена, да се вклопи во цел тој пакет за добивање на еден квалитетен недвижен имот. Пазарот знае да биде нестабилен, тежок е од аспект на некои блокирани процеси во патот на добивањето на одобрението за градба или прочистување на некои други документации поврзани со имотноправни односи, расчистување на одредени земјишта, на истории, на собственоста и така натаму. Не сме многу брзи и ефикасни во решавањето на тие проблеми, а пак факторот време, како и во секој друг бизнис, така и во делот на градежниството е многу битен аспект и е многу важно за многу кратко време да ги завршите работите, за да може да испочитувате и рокови и сето оно што сте го дале кон вашите соработници, ако веќе станува збор за дил кој што е со компензација кон собствениците на имотот или веќе ако сте го откупиле земјиштето комплетно сте собственик, пак имате обврска кон тие што се купувачи на вашите станови, да го испочитувате рокот на изведба и продавањето, како и стартот на изведбата на објектот. Консултантите велат дека пазарот го движат купувачите, односно побарувачката. Се додека испорачаните станови се купуваат, пазарот ќе биде динамичен. Становите се уште се најприфатлива и најпреферирана инвестиција за македонските граѓани, а и времето за поврат на инвестицијата е најкратко во споредба со сите други класи на комерцијални недвижности. И покрај тоа што веќе некое време немаме реални показатели од Агенцијата за катастар на недвижности, сепак сметаме дека интересот за купување на станбен простор, на дом, на стан е многу голем кај нас. И од тука потекнува таа одржливоста на градбата на станбени објекти. Односно, едноставно кажано, станови се продаваат. Становите се во Македонија најтрадиционалниот облик на инвестиција, кој што веќе 20 на години наназад е најблизок најблизок за нас воопшто во државава. Значи, од сите преферирани можни модели за инвестиција, како најсигурна инвестиција, како најблиска, најпозната е сепак купувањето на стан. Без разлика за која намена. Јас кажав дом, меѓутоа тоа е само едната намена. Домувањето е едниот сегмент кој што ајде ако е главен, нели да го наречеме главната суштина на купувањето на стан, меѓутоа ние ја гледаме и поинаку, знаејќи ја намената на купување на станови. Станови се купуваат за неколку различни намени. Се купуваат како канцелариски простор, како инвестиција, како простор за сместување и сите овие категории до некаде се испреплетуваат со сегментот канцелариски простор, со сегментот хотелиерство, па ако сакате може да кажеме дека дури се и конкурентни на некој начин. И се додека овој баланс постои во однос на понудата и побарувачката, се дотогаш оваа категорија ќе биде многу актуелна и реално е актуелна во моментов. Банките исто така тука играат голема улога. Банките ги поддржуваат и инвеститорите ги поддржуваат и купувачите на станови. На пазарот на комерцијални недвижности во Македонија, во кој покрај становите спаѓаат и продажни и деловни центри, индустријски и логистички објекти, има простор за натамошен раст. Сегментот на трговски центри во главниот град е пополнет, но така наречените ритейл паркови се концепт кој доправа ќе се шири. Консултантите за недвижности им препорачуваат на претприемачите да инвестираат во современи деловни згради, кои се одлична инвестиција и ако се издаваат, обезбедуваат сериозни приходи на долг рок.
Пазарот на трговски центри е пополнет. Значи тоа е веќе можеме да споредуваме со бројки во другите градови по продажна површина по жител, по метар квадратен, меѓутоа нема потреба. Јасно е, се гледа дека Скопје е затворен пазар што се однесува на трговски центри. Така да ритейл парковите во наредниве 4-5 години сигурно очекувам едно 15-тина низ цела Македонија. Секако и Скопје, но и останатите градови. Во останатите градови па нема толку многу организирани формати, можеби по некој пример. Нема да ги издвојувам денес, меѓутоа ритейл парковите со тој капацитет, можноста што ја нудат и за купците кои што можат да влезат внатре, тоа е едно сосема друго обкружување. Што понатаму? Како ќе се развива пазарот? Каде најмногу ќе се инвестира? Проекциите се дека зелените згради, објектите со енергетска ефикасност со кои се минимизира негативното влијание врз животната средина, примената на одржливи материјали се идните трендови кои неминовно доаѓаат и на нашиот пазар. Секако во доменот на бизнес центри, имајќи го во предвид фактот дека во Скопје само можеби помалку од 10% од А-класа бизнес центрите е слободен, од просторот во бизнес центрите е слободен, тоа укажува и на потребата за таков тип на простор. Приходот од бизнес центар од А-класа е нешто сосема различно од приходот од стамбен објект и начинот на водење на целиот процес од почеток до завршување комерцијализација на проектот. Бизнес зградата е еден проект кој што станува во трајна сопственост на инвеститорот. Еден странски инвеститор кој што би сакал да изгради производствен капацитет тука, првото нешто кое што го интересира е сообраќајното решение и логистика. И ова важи за сите големи инвеститори и за сите институционални инвеститори кои што доаѓаат во Македонија и ние имаме многу да научиме од нив во било кој аспект, не само во аспект на индустријските објекти. Тоа знаење и тие барања кои што се универзални се една насока многу едноставна за тоа што е потребно, односно на што треба ние да работиме, за веднаш да бидеме подготвени и да учиме од добро реализирани примери. Тоа беше се за оваа недела во Агенда 35. Следната недела се гледаме со нови теми и соговорници. До тогаш останете со програмите на Македонската телевизија.